На оддалеченост на околу 25 до 30 километри на север од градот Гевгелија, односно на околу 5 километри југозападно од село Миравци, во полите на планината Кожув, на надморска височина од околу 450 до 500 метри, е лоцирано селото Петрово. Станува збор за планинско село, чии куќи се поставени по падините на планинските огранци на Кожув планина. По раскажувањето на жителите, Петрово е стара населба со долга историја, но нема податоци за тоа кога точно настанала населбата и зошто го добила името Петрово. Единствено е познато дека порано селото било преселено на сегашното место, или од селиште или од грамади, каде и денес имало остатоци од керамиди и купишта градежен камен. По исчезнувањето на Бирелево, најголемата населба меѓу гевгелиските планински населби, село Петрово се издигнало како најголемо населено место меѓу гевгелиските планински населби во источните поли на Кожув. Но зошто населбата е преместена на нови локации? Ниту постарите жители немаат точен одговор, но се предпоставува дека луѓето побегнале од колера, болеста од која масовно умирале стоката и луѓето. Точен е и фактот дека селото повеќе пати било палено и рушено, а потоа повторно обновувано. Повеќе информации за Петрово има во монографијата Селата Петрово и Габрово, минато и сегашност, а еден од авторите е Димитар Јованов. Историјата на Петрово не може да се раскаже во кратки црти. Петрово е стара населба со долга историја. Преку историјата на Петрово како село, населено место, имат помино многу настани и лоши јарни. Петрово како населба постојал, не се знае од кого постоја, нипа има податоци од кај го добило името Петрово, да се вики. Уште за античко време постојал како административен центар на овај планинските села, земено од Семенин, Кованец, Барлеево, Габрово и на овај терен се тука до Миравци и Давидово. Како населба е ништено, не се знае од кои војски, од кои хорди, дали богумилите кои поминувале од тука, дали римјаните, дали кои. Има археолошки остатоци за селото, што тие треба да се стручни лица да ја обработат, за да можат да дојдат до сознание за нивната долговечност, трајност и кој тоа го направил и зошто се постојале. Последното уништување на Петрово е направено на 18 октомври 1944 година. Тогаш го запалија, не германците да кажеме, спрема палачето и наши луѓе кои се бија нивни соработници. Тогаш Петрово имаше околу 70 семејства. Во Петрово, која е горно, и Габрово на исти ден, има загинно околу 16 души, има тројца партизани, други сите цивили, стари луѓе, млади, возрастни луѓе кои беа фатани, беа стреляни во Петрово и имаше рането едно девојче од 7 години во ногата од пукањето која е горно Петрово. Петрово која е изгорено, луѓето останаа без никаква заштита. Немаше ни јадење, ни облекло, немаше ни превоз, тогаш немаше ни патишта, останаа прво во збеговите кога горе селото таа ден. После неколку дена се вратиме, јас имах 7 години тогаш, се вратиме во селото, нема што да видиш, само изгоретина и гараш, смрдеш, ништо немаше. Правија плетеници од јасенови прчки со кал, мачкини, за да презиме таа зиму. 45-та година се обнови селото, на секоја семејство му се изгради по една мала куќарка од кал и камен со две оделенја, една соба и едно како пресобле на сите луѓе. И од тогаш почна поново да се враќа животот во селото, значи од 45-та година. И после
распадот почна да се појавува од 65-та година наваму, да се иселават луѓето. Задругите забранија да се бават луѓето со сеча на дрва, да сечат и да преживеат. Стокта од земја имаше многу кози во Петрово. Петрово беше богато село во тоа време со стока и со имање. Нема кози, нема вработување и за неколку години селото се исели. Сите работоспособни луѓе го напуштија селото. Сега моментално останаа таму неколку фамилии, уште има благодарение на шумското стопанство. Тие луѓе таму работат, таму живеат. Сега има услуги. Има асфалтен пат, има струја, има водовод, има телефон, има се има. Меѓутоа луѓето избегани од таму тие не се враќаат. Повратокот е многу тежок. И некој да го земиш од друго место, да речеме мене сега да ме носат таму, и ја не би се врнал. Јас сум излезен од Петрово од 57 година. Одан војник, од војник се врнах и не се вратих. Нема што да работиш, нема што да живееш. Тоа е. Иначе за Петрово постојат многу легенди. Петрово има многу манастири, од тие уште две цркви постојат, Свети Спас и Свети Илија постојат, Свети Ѓорѓе, Свети Атанас и Свети Марко, локациите им постојат. Има остатоци од зидините, тие не се испитени, не се обработени археолошки, не се знаат кој рушил и кога рушил, само има неколку легенди од луѓето кои багале од тие што дошле да ги палат, сел да го палат, се склониле во црквите, црквите се запалени со се луѓе и таа останува како устна историја, како легенда на кој начин тоа е направено. Од чума е 3 пати ништено, фатено, колера викале тоа време, веројатно вариола вера ли била или некоја, питај го, вие сега нови болести. Последно останало во Петрово 3 семејства: Батанџиеви, Терзиеви и Издраеви. Тие што се иселиле од Петрово, од болеста, тргнале за Солун. Пред Солун се престретени од турската власт, веќе постоела таа Турција била дојдена на Балканот, и таму негде има формирано во Солунскиот дел едно село кој се вике Агио Петрос. Сега е прекрстен, а тогаш го викале нашите, од и таму се склониле од бегањето, од болката, го викале Долно Петрово. И оште постојат информации и таму луѓе кои имат сознања, и они са потекнават од Горно Петрово, од нашето село во општина Гевгелие. Еднодневната прошетка до Петрово ни ја откри тајната за палењето на селото. Сакавме да дознаеме што се случило, а одговорот го пронајдовме во најстариот жител на селото, 100-годишниот Филип Петров. Во септември 1944 година во селата Петрово и Габрово престојувал 3-ти баталјон од 9-та македонска ударна бригада. Најпрво било запалено Габрово, а потоа германците се упатиле кон Петрово. Тука ги собрале луѓето под многувековниот дап и почнале да им се закануваат. Еден дел од жителите успеале да избегаат во планината, но по добиената вест дека на оние што не се во селото ќе им бидат опожарени куќите, петровчани почнале да се враќаат во населбата. Децата плачеле, луѓето се треселе од страв, чад имало насекаде. Во селото останале само 10 куќи. Од раскажувањето на жителите, слушнавме дека на собраните под дабот не настрадале, благодарение на тоа што дошло писмо од повисоки германски органи и командантот ги поштедил луѓето. Габровчани тоа во брегот викаја: бегајте, велят, германците дојдеа, Габров запалија горе селото, бегајте, велят, бар живите. И избегаме ние в планината. Там бидеме в планината. Колко 2-3 дена име таму нива и там дента си работиме и там си спиеме. Лепши носат
мажи идат дома, земуват и така работа, а завршиме таа работа. Иако порано Петрово било најголемо населено место меѓу гевгелиските планински населби, со тек на времето истото било напуштено, а поголемиот дел од жителите се населиле во Миравци. Во тоа време Миравци почнало се повеќе да расте како населба, а Петрово постепено гаснело. Но заедничкото дружење на жителите, а и со помош на локалната самоуправа, Петрово успеа да се развие и прерасне во населба со сите услови за живот. Асфалтирани улици, убави куќи, црква, манастири, но за жал, поради малиот број дечиња во селото нема училиште, а учениците секојдневно патуваат до Миравци. Општината се надева дека во најскоро време селото ќе заживее, а учениците ќе добијат и своја училишна зграда. Петрово е едно од населените места во општина Гевгелија, од руралните населени планински места. Можам да кажам, може би едно со најздравата клима, затоа што жителите кои што се долговечни таму самите докажуваат дека живеат во здрава животна средина. Петрово има околу 200 жители и сега со пробивањето на новата делница од автопатот Демир Капија Смоквица ќе има и директно преку клучка поврзување на самиот автопат и полесна комуникација со останатите делови од општината и од државата. Петрово е специфично познато по русалиите, значи од таму од Петрово се познати русалиските игри кои што играорците ги практикуваа, нели? Ги игра. Има од најубавите грозја, асталски грозја, трпезно грозја, тука се произведува директно со користење на планинска вода за наводнување и затоа петровчани си го негуваат садењето на асталски сорти на грозја. Ке се трудиме во следниот период да ги користиме проектите за поддршка на руралните подрачја. Нешто помогнавме околу делот на санацијата на кровот на објектот на местната заедница, еве сакаме нешто во делот на дружењето на социјалната, на спортската сфера да помогнеме, набавивме една табла за пинг-понг за да имат младите некоја спортска активност. За жал, поради малиот број на деца во село Петрово, моментално училиштето во Петрово не е активно. Тоа е подрачно училиште од основното училиште во Миравци, па децата мора да патуваат во Миравци за да одат на училиште. Да се надеваме дека ќе заживее селото и дека повторно еден ден ќе се активира ово училиште во село Петрово. За жителите од Петрово се грижи и местната заедница. Соработката со селаните има возможи населеното место да се претвори во убаво место за живот и спокој на жителите. Денес во селото има околу 200 жители, кои секојдневно се грижат за своето родно место. Можеби високата местоположба им го отежнува пристапот до другите населени места, но сепак асфалтниот пат им овозможува лесно и нормално патување. А на 3 километри источно од Петрово, на десниот брег на Стара река, во непосредна близина на ридот, на кој бил изграден прочуениот Марков манастир, се наоѓа така наречениот Бел мост. Веднаш тука е изградена и туристичката атракција наречена Бел рај, посетено излетничко место, особено во летниот период.
Селото е добро, по моје мислење. Значи, има услови за типичен селски туризам. Меѓутоа, условите не се баш соодветни кај нас се уште за таков вид на туризам и на некој начин атракција за тоа што многу луѓе од страна што доаѓаат тука, уште при првото стапнување во селото се воодушевени од убавата природа, поготово е сега овој период, значи пролета, април, мај, кога почнува вегетацијата, сегде е зелено и тоа ги потикнува луѓето од градските средини да се воодушуваат од самото место. Меѓутоа за живење тешко. Овде, значи секој нареден ден се потешки се условите за живење, затоа што луѓето се постепено се намалуваат, поголемиот дел бегаат во градовите, постарите, како што знаеме, се заминуваат, млади има многу малку, се помалку е младото поколение. Со еден збор, во последните 20 години селото е се повеќе заостанува. Имаме добра соработка со градоначалникот на општина Гевгелија. Меѓутоа, Гевгелија е општина која што сепак, како и секоја друга општина, повеќе се води грижа за поголемите села. Не дека тоа не се води грижа за помалите како што е Петрово, меѓутоа знаете, штом се намалува бројот на жителите, така се намалува и интензитетот на другите работи. Меѓутоа се трудиме колку што можеме да, еве например, колку да се одржува патната инфраструктура, значи да не бидеме целосно отцепени од другите населени места, како што реков, поготово зимските периоди, кога условите за сообраќај се тука многу поотежнати. Се трудиме да се одржува водната инфраструктура, имаме помоши околу тоа, значи да се одржува водоводот. Инаку водоводот наш од селото Петрово е правен 1972 година, ако не се лажам, со акција од местното население овде и со некои донации од тогашните фирми во тоа време. И денеска е даден на користење на местната заедница село Петрово. Ние со наши сили, со наши услови, со, како што реков, помош од општината, се трудиме да го одржуваме за да имаме доволно вода за пиење. Инаку водата за пиење овде е во, можем да кажем слободно, во изобилие, зашто овде селото е на типична географска положба, освен тоа што е во подножјето на планината и од двете страни има по една голема река. Ова тука под нас е реката Петрушка. Таму ја имаме стара река и така што имаме доволно доста вода и за пиење и за наводнување на земјоделските површини. Тоа за сега не е голем проблем и се надевам дека така ќе биде по иднина. Помни ми за Бел рај нешто? Бел рај е вид туристичка атракција, значи изградена е пред околу, ако не се лажам, 10 години, 2000-2003-2004, не сум сигурен сега баш точно, значи местото е многу познато во Македонија, тука летно време, бидејќи тоа е типичен летен објект за летна атракција, тука летно време се движи доста народ, можем да кажам од тука, од општина Гевгелија, Струмица, Валандово, Демеркапија, Кавадарци, Неготино, па и пошироко доаѓаат доста народ овде, доста луѓе. И само што е проблем со Бел рај, текот на зимните периоди, кога водите надоаѓаат, бидејќи од самиот ќе видите дека е тоа токму во
во река, што значи кога надоаѓа многу вода, на сопственикот му прави доста штети, и тоа како секоја година се повеќе и повеќе. Меѓутоа се труди да реновира, да секоја наредна летна сезона повторно биде активна. Главно занимање на жителите од Петрово е земјоделството. Речиси целото население се занимава со одгледување земјоделски култури. Порано жителите одгледувале жита, како што се овес, јачмен, пченица, пченка, а доста била застапена и лозјата, како и разни овошни дрвја, кајси, сливи, круши, јаболки, калинки и цреши. По пренесувањето на свилената буба во Европа и на Балканот од Азија, и во овој крај почнало одгледувањето на црници, од кои се добивал лист за исхрана на свилените буби. Производството на свилените кожурци била рентабилна работа, која барала краток временски период. Подоцна почнало и одгледувањето на тутун, а имало и семејства кои се занимавале со памук, но на мали површини. Сега петровчани главно се занимаваат со лозарство. Поради тоа што сме на место во близу до планината, голем дел од населението се, работат се вработени во македонски шуми и им одговара. Тука се близко, шумата е до нас и има добра работа за нив. Многу поодамна, да речеме негде пред 20-25 години, имаше доста, беше развиено источарството, но сега во овие години, значи тоа веќе изумира, опаѓа, има многу помал број на грла за разлика од пред 20-25 години. Да кажеме, пред тие години имаше некаде околу 400 грла овци, сега са некаде 60-70, кои што младиот кадар не е заинтересиран за ваков вид на работа, барат помодерни работи, сакат во градот нешто да најдат и било како. Исто така и со говедата има добра паша, има добро место за таа работа да се занимава некој, но интересот кај младите, како да кажем, аграријаните е многу намален и е сведен, да не кажем, на минимум. Имаме услови, добра патна мрежа, имаме вода во изобилство за наводнување, така што има добри услови за градинарство, за секакви култури да се работат, но поради тоа што сме на малку повисоко за разлика од другите села, доста од населението имат лозје, да кажем одрини, значи се занимаваме со лозарство каде што имаме добра клима и добар принос на лозе. Имаме еден од, да не се пофалам сега, али морам да кажам дека доста квалитетно трпезно грозје. Оддалечени сме од градот, што е факт дека има некоја своја тежина, но имаме предност, летно време ги избегнуваме тие жешки температури, значи немаме проблем од тоа. Имаме добра клима, воздухот чист, свеж, нешто, мислам, како што се стремиме сега за природно, еколошко, тоа го поседуваме. Во Петрово има и луѓе кои одгледуваат пчели. Еден од нив е и Зоран Танчев, кој во моментов има 60 пчелни семејства. Така наречениот ливадски мед е најмногу застапен кај Танчев, кој според него не е многу актуелен на домашниот пазар, но има доста купувачи од соседните земји, кои го препознаваат одличниот квалитет. Со цел организира настап на пазарите, пчеларите од Валандовско-Гевгелискиот регион имаат формирано издружение. Тоа именно 60 пчелни семејства. Се занимаваме 5 години до 6. Понапред нашите стари, мислам, дедо, он бил пчелар, стар пчелар. Кој фатиле вие болките, кржел, моземоза, други болки, ша не разбирале толку, немале толку разбирање, ша да угинуват.
на време 20 години, 25 години прекинавме со оваа работа. Јас имах многу мерак пак за пчеларство. И од 7 од 8 ми направих ја и сега 6. Ланската година, 2014, немаше приходи на мед, многу слаба беше на паша. Летното време, пролетта сега, кога фатинеше многу дош, немаше, не можаа пчелите да испаднат од сандуците да берат мед полен. И мед, многу дош и многу слаби приходи на мед. Ја ваја жица сега слободно, мислам, обична рамка, без сот. Ваја со вештачки сот, не е изградан, они си градат, они си прават сега. Ја как изгледа изградана рамка, без мед, без такво, без ништо, празна е таа. Ја там кај, тука е, ваја со изградана, има нешто и мед на неа. Ваја е ливадски мед, фактички пролетен мед. А иначе најздрав мед, повеќе души кога ќе се консултираме, е Дабовио и Боровио. Кога мед е Дабо и Боро, тоа е црн мед, скроз црн, темен мед. И тука не е многу барано. Грција, Хрватска, Словенија е доста го брк, доста е побаруван. Колку се продава? Па колку? Лани достигна цена 250, се 300, 350 килото. Зависи как. Спрема годината, ако го има, нормално ќе биде поевтина, исто като и земјоделие, и грозде си тие работи. И Колку кила собира една рамка? една рамка собира 3,5-4 кила полна деја. Слободно собира 4 кила мед, може да чине. Може да собира. Но тоа е, ама зависи се до пашта до годината. Ако помогне годината, добро. Ќе има мед за секој, а ако нема паша, ако нема такво, се џаба е. Да. Зошто бели и сини сандуци? Па белите сандуци се повеќе, они црвени некои фарбат повеќе. Јас се одлучих на бело и плаво, што белата боја пчелата најмногу разпознава, најубаво се ориентира на неа. Сињите се измеѓу бел и сињ, бел сињ се клават, за да може, кога има, например, магла или дожд, кога фаќа некоја не време, да може полесно пчелата се ориентира спрема сандукот. Она се ориентира, ама приликом што се варка, например, за да се влезе внатре во сандукот да чине, може да се разбрке. Ако се разбрке, пчелата не ја примат од друг сандук, директно избацаат вонка. И секоја пчела си го знае сандукот по мирису. Значи, она, друг сандук нема шанси да влезе, ама приликом, кога се варка, по-брзо да се засолне, да се чине, да се најде нините, кои, например, ни дом, сандукот. Затоа са бели и сињи, поедноставно, по-лесно да се го пронајде нини дом, нини сандук. Во 50-тите години на 19-тиот век, Петровчани одлучиле да изградат црква во селото. Се определиле за патрон на црквата да го стават името на Свети Спас, за спас на селото. Од старата манастирска црква Свети Спас, која се наоѓала на просторот помеѓу селата Габрово и Петрово, зеле камен темелник. Каменот на своите рамења го донело едно здраво и силно момче од семејството Ризови. По раскажувањето на жителите, каменот бил поставен на темелот и почнало градењето на црквата. По неколку години црквата била опожарена, а селаните ја обновиле во 1867 година со доброволна работа и собрани пари од жителите. Сега црквата има преубав изглед, иако стара,
но сепак зачувана од жителите. Моментално се наоѓаме во црквата Свети Спас во Петрово, која е настаната во 1867 година. Она предходно била негде околу километар према село Габрово, меѓутоа текот на времето ја поставиле тука. Ова село било за тоа време многу големо. Тука постојат некои легенди кога правиле црквата, имал многу вреден човек за дека ќе постават црквата, како е донесена црквата тука. Во тоа време таа црква дека што била, имал некој човек во каман што е долу, го земал и кажал додека ќе го носам, таму ќе го поставам темел. Го донесеве до тука, го оставе и затоа на тоа каман ние име на Великден съберме тука, на него се осветеве, на него се пее, има панегир Свети Спас. Тука е селска слава. Во селото има ние 5 манастира, црквата до старата и уште 4 манастира. Тие са Свети Марко, Свети Атанас, Свети Ѓорѓе и има во планината горе во Кожов, тука е далеко, пак едно 3 километра има 4, се вика Свети Илија, меѓутоа ние празнуваме на него одма на Петров ден. Пошто тоа, во тоа време го измислиле, близко не туа Давидово има Свети Илија манастир, да не се деле народот, тамо да одат на Свети Илија, а тука пак на Петров ден. И доста народ има тамо на секоја година. Се собираме и се прославаме. Сега црквата кои се градени, они се знаат старите цркви, зашо се малечки вратите. Секоја црква, пошто народот уште тој иска, некој мал и помрзлев и податвото, пред вратата кога ќе дојдеш треба да се поклониш. Затоа е црквата направена малечка и да не сакаш да се поклониш, значи мора да се наведнеш за да влезеш внатре. Сега не име, пошто не тука нас да ни отвореше кесарот главниот, нели? Има многу стари икони. Значи да се видат внатре, значи задржано и си одржаваме тие. Меѓутоа, ево не денеска тука, можеме само надворешно да видиме дека е стара градба, али одржавана. Во Гевгелиско-Валандовскиот крај по традиција се негувале русалиските ора, кои воделе потекло од антиката. Овие игри во село Петрово посебно биле негувани и најдолго се задржале, речиси до пред ослободувањето на Република Македонија во 1944 година. Русалиските игри се играле во некрстени денови од Божик до Водици. Според зачуваниот кодекс на русалиите, тие тргнувале да играат прво пред местната црква, а откако ќе добијат благослов, се упатувале и во околните села. Се враќале по 15 денови играње. Во околните села играле пред куќи, пред амбари со жито, пред плевни и штали, со цел да биде годината берикетна и да се зачуваат луѓето и стоката од болести. Имало случаи кога Русалија бил повикан да замавне со сабјата над главата на некој болен маж или жена, за да ја истера болеста. Затоа русалиите биле многу почитувани од местното население. Домакините ги дарувале играорците со разни подароци, кои оделе во корис на црквата, а еден мал дел останувал за играорците. Со русалиите оделе луѓе со товарен добиток, на кои ги товарале подароците. Постоел обичај помалите села со своја група, ако се сретнат со русалиска група од поголемо село, требало да се покорат и да направат пат. Ако не го стора тоа, ороводецот на поголемото село, како последно предупредување, ги повикал русалиите од помалото село, со наведнати глави и со спуштени сабји,
да поминат под високо кренатите сабји на играорците од поголемото село. Ако и тоа не се случило, доаѓало до борба во која паѓале и жртви. Како доказ за вакви судири и денес постојат местности со име Русалии или Русалијски гробишта. Русалијските игри што ги негуваат тука во Миравци, коренот им е од Петрово. Тоа е уште од паганскиот период се затекнени и како игра постоја уште тогаш, но тоа е сега е доста модифицирано тоа, а фолклорот што го имале тие луѓе тогаш и ден денеска се негуваат тука каде нас. После горењето на Петрово, после настанување на новата држава Македонија во југословенскиот простор, идаа многу луѓе од Скопје, од фолклорни друштва и што знам од кои организации, владини или невладини, кои беа заинтересирани за носијата, сите од Купија. Се искупија. Стара носија што им се е искупено и носено и сега е таа а шијат многу друзи моделари, а шијат, а кроат, а носат, меѓутоа изворот е тука. Тоа што се наоѓа сега, и ние имаме некои остатоци, од тоа во мојата фамилија се држат, тие нашите стари не сакале да го продадат, го оставиле како богатство некое фолклорно или фамилиарно и ни го принесеа на нас. И кај мене постојат уште некои шееви од тоа, да речеме, колан има сумуниста извезено од тоа време од моите дедовци и тоа е каде мене. Јас го држам, од браќата остана каде мене, другите останаа по другите браќа. И сакам да кажам оти Петрово треба да се обработе. Во Петрово постоја историја за цел овој крај. Ама треба и луѓе заинтересирани за тоа. Јас напишах монографија за Петрово и за Габрово и за Миравци. Тоа што ми беше пренесено како устна историја од моите родители и од постари луѓе, слушајќи ги како дете, многу бев заинтересиран за оваа проблематика. И сето тоа што ми беше врежено во паметот, го пренесех во тие книги, ама тоа можеби е многу мал процент што треба да се стручњаците да го откријат. Оти тоа јас ќе го кажам, може не е вистинито на цело, ама може не е и цело како вистина. Затоа што во едно камче има многу содржини. Во Петрово е откриена макета на Белиот мост, на Римскиот мост, што е граден меѓу Петрово и Миравци. Во должина негде од 40 сантима и параметрите не му знам точно колку беа, која изгоре кујта на Саве Костадинов Бојанов е најден во урнотините. Еден инженер имаше од Скопје кој го водеше тимот за обновување на кујта во Петрово, го зама, го носи за Скопје. Дали постоја негде во некој музеј или не, таа е макета на мостот. А мостот е, го викаат Белиот мост, ние го викаме, тоа е Римски мост. А пред Римски мост, на манастирот Свети Марко, има друг мост, оште му стоат фундаментите кај што е граден. Има 2 трегера во средина ректа и 2 зидини има на бреговите, кај што било проместувано. Таму било влезо за манастирот со отвор да се оде горе на 300-400 метра висина на Ридо, кај што манастирот. И од таму вода носиле, легендата тоа го расправе. Еден човек, мене е постар од мене, ми расправил тоа, он го знае отворот таму, горе кај што бил, ама вике сега е затрпан со гранки, со камен, со отпадок. Тоа треба да се стручни луѓе да го побарат и да го најдат дека е тоа, да се види дали е ова вистина или е само легенда. Порано на реката Петрушка имало околу 10 воденици, кои произведувале брашно и сточна храна за жителите од овој крај, но веќе ниедна од нив не меле жито. Од монографијата за село Петрово дознавме дека во 1570 година имало 3 воденици, а од времето пред Балканските војни постоеле и водениците на Пешо Радин, Шемо, така наречените Джилајкова и Радевска воденица. Во периодот од 1941 до 1944 година
Тука биле и водениците на Јован, Трајко и Ристо, синови на Пешо Радин, а единствената која остана во селото е на една од нив. Сега воденицата за жал не е активна. Пред повеќе од една година престана да врте воденичарското тркало, а последната воденица полека умира и станува минато за жителите од овој крај. Традицијата за мелење брашно во воденици нема кој да ја продолжи. По смртта на нејзиниот сопственик, таа остана напуштена, а патот до неа речи си непристапен поради големите треви кои нема кој да ги исчисти. Овде се наоѓа старата воденица. Порано жителите на Петрово ја користеле за мелење на жито, но повеќе од една година истата не е во употреба. Ова беше се што ни подготвија жителите на Петрово. Преубавите приказни, но и гостопримливите домакини секогаш ќе останат во нашите сеќавања, со желба повторно да се вратиме и уживаме во убавините на ова прекрасно ридско-планинско село.